Почитуван председавач на комисијата Тинчо Муцунски, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас е предлог на закон за допуна на законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и условно со овој закон се една од целите е обезбедување стабилен приход на буџетот на општината. Ова го пишува во предлог на законот и ова е невидена небулоза. Зашто? Затоа што самиот закон по својата содржина содржи 3 члена и суштината на овој закон е при планирањето на буџетите на локалната самоуправа наместо досегашните 30% зголемување на можноста да се планира од приходите кои ги остварила општината во претходните 3 години, сега се дозволува тоа зголемување да биде 50%. Ова е целосно фикција, целосно фиктивно решение со кое воопшто не и се помага на општините. Затоа што во суштина со овој закон нити некој дава пари на општините, нити општините се во состојба да поквалитетно ги наплатат сегашните даноци, нити пак имаме можност за зголемување со некои ставки, па соодветно на тоа да дојдат поголеми приходи во општините. Значи, реален основ, реални пари да стигнат во општината со овој закон не се нудат. Напротив, се нуди само една фикција, една можност која вештите градоначалници во изборна година и како ќе ја искористат, односно злоупотребат. Што правиме сега? Ние сме сега 2021 година, точно дека законот е поднесен на 14.12.2020 година, меѓутоа и тогаш веќе буџетите беа донесени на општините и горе-доле повеќето веќе беа познати за 2021 година. Значи, ние сега и овозможуваме само на општините кои да бидеме на чисто поради нерегуларните избори, доминантно се во владење на СДСМ и ДУИ, и овозможуваме да направат ребаланс и законски да можат да се ги прошират приходите, односно да ја прошират приходната страна, со тоа да планираат дополнителни проекти, дополнителни активности, се во функција на локалните избори кои треба да се одржат на есен оваа година. Значи, на овој начин, во ситуација кога владата де факто со овој закон покажува дека е во банкрот, дека во буџетот нема реални пари, дека нема можност реално да ги помогне општините, посегнува уште по еден трик закон, кој овој пат доаѓа од пратениците со цел на некој начин пред избори да им се помогне на истите. Што ќе се случи? После овој закон, ако се донесе, што ќе е многу лошо за Република Македонија, општините ќе тргнат силно во поход на носење на ребаланси. Зголемување условно на приходната страна, која реков нема начин со овој закон како да се зголеми. Нема да стигнат пари во општините, туку напротив, само ќе се овозможи законски зголемување на другата страна, зголемување на расходите. Општините ќе почнат ваков проект, онаков проект, ветувања, механизација на улици, не знам што се нема да и падне на памет, но реално на крајот од годината кога ќе направиме биланс на приходи и расходи, приходите нема да пораснат, затоа што нема од каде да пораснат, а сме ги планирале, ќе порастат само расходите. И што значи тоа? Тоа значи сигурно системски задолжување на општините. Ова е смислено решение, не е случајно решение. Идејата е, ако дојдат градоначалници од ВМРО, што е многу веројатно дека ќе дојдат во многу општини на есен, тие градоначалници што ќе наследат? Ќе наследат долгови. Реални долгови кои после година-две ќе не можат да ги враќаат. Односно, сите приходи ќе треба да ги насочат кон враќање на долговите кои овие градоначалници ќе ги направат баш поради
Еден од моментите е овој закон, кој тотално нема врска со реалноста. А зашто го носат овој закон? Ќе бидеме сосема на чисто ако знаеме дека 14% од општините имаат блокирани сметки. Значи, воопшто не можат да располагаат со сопствените буџети, а според некои истражување, некаде 70 на општини од 81 имаат долгови. Значи, тие немаат реални пари, сега ја возможуваме фиктивни пари, дополнително да ги изголемат своите задолжувања и на тој начин да успеат колку толку да привлечат глас повеќе на изборите, евентуално со некој 6-7 пакет комбинација, веќе ги знаеме приказните од централната власт, помош во вид на пакети, во вид на директен кеш на социјално загрозените семејства, да успеат и тамо каде што немат потенцијал, барем да освојат некој градоначалник плюс. Значи, ако ова беше добро решение, ние овде ќе го видевме министерот, ќе го видевме заменик министерот, за жал, владата и овој пат неферски одиграла, ги злоупотребува нашите колеги, пратениците, да предложат едно решение кое е тотално не, како да кажам, неферски. Ова е чиста конструкција општините да се однесат во свесна загуба, после избори да може едноставно да бидат блокирани и на тој начин да се да не и се даде шанса на новите градоначалници да реализираат дел од своите проекти. Неферско решение, кое во никоја ситуација нема да биде поддржано од наша страна. Вие имате мнозинство, меѓутоа гледаме дека и тоа мнозинство некако е климаво. Ваквите решенија само потврдуваат дека владата нема капацитет да се носи со финансиите, уште помалку дека има расположение за реална децентрализација. Реалната децентрализација значи првин фискална децентрализација. Фискалната децентрализација значат реални приходи во општините. Ние со овој закон немаме реални приходи. Напротив, имаме фиктивни приходи. Приходи кои може да си ги замислите, кои може да ги направите, а понатаму немате шанси како да ги вратите. Затоа што немате прилив на средства во локалните буџети. Значи, ова е спротивен закон на законот за децентрализација, односно зголемување на надлежностите на локалната самоуправа. Со овој закон дополнително само ќе се влоши и текако лошата состојба со локалната самоуправа во Република Македонија. Овој закон нема да го поддржиме како пратеничка група, а верувам дека и тешко да добие мнозинство во парламентот. Благодарам. Благодарам. Прв за реплика е пратеникот Панчо Минов.